Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Потребата од имам. Авторот на оваа книга, Хазрети Мирза Гулам Ахмад, чесниот основач на светски раширениот Ахмадија муслимански джемаат, роден во Кадијана, село во руралниот регион на Пенџаб, Индија, бил од Бог одреден реформатор на подоснежното доба на ветениот Месија и Мехди, бил пратен од Бога како исполнување на претскажувањата содржани во Библијата, чесниот Куран и хадисите, со посебна задача на повторно откривање на исламот во неговата првобитна форма и убавина, и луѓето да се вратат кон нивниот создател. Ова книга е напишана само за 1 ден и половина и е печатена во печатницата Дија ул Ислам Кадијана под надзор на Хаким Фазил Улдин Пхервија, собственик и менаџер на печатницата. Во пак Мухаммад है हम सब का हबीब आका. О, вие кои верувате, плашете се од Аллах и барајте пат да му се приближите и борете се на неговиот пат, за да напредувате. А оние кои не веруваат велат: ти не си пратеник. Кажи: доволен е Аллах како сведок помеѓу мене и вас, а така и оној кој поседува знаење за книгата. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, што оваа книга е наречена Потребата од имам. Според тоа, сега нека ни биде јасно од и веродостојниот хадис, сведочи дека оној кој не го препознае имамот на своето доба, умира со смрт на џахилиетот. Овој хадис е доволен за да го привлече срцето на богобојазливиот човек да трага по имамот на своето доба, бидејќи умирањето во џахилиетот е толку голема несреќа, што со себе ги зема сите зла и несреќи. Според тоа, во согласност со ова сведочење на чесниот пратеник саллаллаху алейхи веселем, постојат обврски за секој кој ја бара вистината да истрае во својата потрага по вистинскиот имам. Погрешно е да се претпостави секој кој го доживува вистинскиот сон или кон кој се отворат портите на Божјата објава може да биде наречен имам. Напротив, за да стане имам, потребен е сеопфатен услов и совршена и потполна духовна состојба, според која од Бог може да биде избран за имам. Разбирливо е дека никој што не може да биде наречен имам само поради богобојазливоста и побожноста, Аллах Джелешануху вели: ако секоја богобојазлива личност би била сметана за имам, тогаш сите верници кои се богобојазливи истовремено би станале имами, а ова би било во директна контрадикторност со смислата и целта на овој ајет. Слично на тоа, според јасната текстуална веродостојност на честниот Куран, не може секој примател на објава или секој кој доживее вистински сни да биде сметан за имам, бидејќи ова веќе им било ветено на обичните верници како радосни вести за нив. Тоа значи, уште на овој свет верниците ќе бидат благословени со вистински сонови и објави. Честниот Куран на друго место вели: тоа значи, оние кои веруваат во Аллах и при тоа останат истрајни, на нив мелеките ќе продолжат да им пренесуваат објави и радосни вести и ќе ги утешуваат онака како што мајката на Муса алейхиселам била утешена преку Божја објава. Меѓутоа, честниот Куран покажува дека објавите или соништата се еден вид на духовни дарови на обичните верници, без оглед на тоа дали се мажи или жени. Фактот дека тие се приматели на такви дарови не треба да значи дека немаат потреба од имам на своето доба. Најчесто таквите објави се однесуваат само на тие личности и не пренесуваат никакво духовно, издавачот, знаење, ниту носат некое големо уверување. Навистина, некои од нив не се достојни да им се обрне некое големо внимание
Од друга страна, таквите објави понекогаш можат да предизвикаат личноста да се сопне. И додека духовното знаење не биде пренесено преку упатства на имамот, личноста не е отпорна на таквите опасности. Таков пример може да се најде во раната историја на исламот. मुहम्मद पर मूसा को न थी जिसके Се работи за еден писар на честниот Куран, кој врз основа на тоа што бил во близина на пратеникот, често учествувал во објави на ајети од честниот Куран, кои му биле диктирани од имамот, односно честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Еден ден писарот во себе помислил, каква е разликата помеѓу мене и честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. И јас исто така примам Божји објави. Поради овие помисли писарот бил уништен и запишано е дека неговиот гроб го исфрлил слично како Балаам, кој бил уништен на сличен начин. И Хазрети Омер разијалаху анху примил Божји објави, но себе си не се сметал за важен и немал никакви амбиции да биде партнер во вистинскиот имамат, кој од Богот на небесата бил втемелен на земјата. Всушност, себе си се сметал за понизен роб, затоа Аллаховата милост го одредила за заменик на вистинскиот имамат. И Уваис Карни го примил боженственото и примал објави. Тој бил толку понизен што сметал дека е непримерно дури и да се представи пред сонцето на пратеништвото и имаматот. Нашиот учител, честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, често го свртувал своето лице кон Јемен, говорејки: чувствувам дека сладкиот мирис на добрината доаѓа од Јемен. Ова било алузија на фактот дека Уваис навистина бил примател на Божјата светлина. Меѓутоа тажно е дека поголемиот дел од луѓето на ова доба не ја спознаваат потребата од вистинскиот имамат. Преку доживување на вистинскиот сон или после неколку објавени зборови, тие доаѓаат до помисла дека немаат потреба од имаматот на таа доба. Зарем ние сме помалку вредни? Изгледа дека се прашуваат. Тие не сваќаат дека таквото размислување е потполно погрешно, затоа што нашиот честен пратеник салаллаху алейхи веселем посведочил за потребата од имам за секое доба. Тој јасно кажал дека секој оној кој се оддал на Аллах и не го препознал имаматот на своето доба, ќе се врати како слепец и ќе умре во заблуда. Честниот пратеник салаллаху алейхи веселем во овој хадис не направил никаков исклучок за било кој примател на Божите објави, ниту за некој кој има вистински сонови. Тоа јасно покажува дека ако оној кој прима објава и оној кој доживува вистински сонови не влезе во заедница со имаматот на тоа доба, многу веројатно дека тој ќе се чувствува бедно, бидејќи е јасно дека овој хадис е упатен кон сите верници и муслимани. Во секое време помеѓу нив има и илјадници кои доживеале вистински сонови и примале Божји објави. Всушност и помеѓу следбениците на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем сигурно имало десетина милиони лица кои биле благословени со Божја објава. Според тоа, преку хадисот на честниот Куран е потврдено дека ако во време на имамовото доба било кој доживее вистински сон или прими објава, тоа ќе биде само одраз на светлината на имамовото доба, која паѓа на соодветните срца. अनवार रिसालत है जिसकी चमन आराई महबूब। Факт е дека кога се појави имам на своето доба во светот, покрај него се појавува прекрасна светлина и небото е исполнето со радост. Поради ширење на духовноста и светлината, доблестите на исправните луѓе оживуваат.
Секој човек кој поседува способност на примање почнува да доживува серија објави. И на секој човек кој има способност преку разумно размислување и заклучување да изрази суд за прашања за верата, неговата способност се зголемува. Секој кој е склон на молитви има поголема страст во неговото клањање, обожавање. Секој кој има склоност да дебатира со припадници на други вери, дадена му е моќ да расправа со факти и непобитни заклучоци. Всушност, сите овие благослови се резултат на духовното зрачење, кое доаѓа од имаматот на тоа доба и се симнува на секое соодветно срце. Тоа е општ закон и Божја пракса, на која не упатува честниот Куран и веродостојните хадиси, а за тоа посведочиле и нашите лични искуства. Меѓутоа, добата на ветениот Месија алейхи селам има уште поголемо значење, како што е забележана во книгите на претходните пратеници и хадисите на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Во времето на неговото доаѓање, ова зрачење на духовност ќе стане толку распространето со што и жените ќе почнат да примаат објави, малолетните ќе претскажуваат, а обичните луѓе ќе бидат вдахнати со возвишениот дух, Рухул Кудус. Сето тоа ќе биде одраз на духовноста на ветениот Месија алейхи селам. Исто онака како што сончевата светлина паѓа над зидот и го осветлува, иако зидот е избелен со вар, станува уште посветол. А ако е обложен со огледала, светлината станува пресилна, за да можат очите да ја гледаат. Меѓутоа, зидот не може за себе да тврди дека таа светлина е негова, бидејќи после заоѓањето на сонцето од светлината не останува ни трага. Освен тоа, сета светлина која се одразува на објавата е одраз на светлината на имамот на тоа доба. Личноста со правилно размислување, доколку не е несрекна или не била пред искушение од Бога, брзо ќе ја разбере оваа посебна карактеристика. Ако, чувај Боже, некој не успее да ја разбере оваа Аллахова тајна, а посебно кога ги слушне вестите за доаѓањето на имамот на тоа доба и не воспостави заедница со него, таквата личност во почетокот покажува рамнодушност кон имамот, што понатаму создава отуѓување, а тоа за возврат предизвикува сомнежи и создава непријателство, кое, чувај Боже, завршува со губење на верата. Например, кога се појавил честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, имало повеќе илјади еврејски свештеници, кои примале објави и визии. Тие пренесувале радосни вести за скорото доаѓање на пратеникот на подоцнежното доба, но кога не го прифатиле имамот, тие биле уништени молскавично од Божјата лутина и нивните врски со Аллах Джелешануху потполно биле прекинати. Не треба да спомнуваме што се било забележано во честниот Куран. Тоа се луѓе за кои честниот Куран кажува: овој ајет значи дека тие луѓе навистина го привикувале Аллах Джелешануху за помош, за да можат да успеат во верата и дека примале објави и визии. На тоа доба, кој бил катаман набиен, биле лишени од Божјата милост, тие биле ослободени од овој грев, кога христијанската вера, поради обожување на човечкото битие, умрела и ја изгубила својата вистинитост и духовност. Тогаш се случило повторно раѓање на духовноста помеѓу нив и многумина од нив почнале да примаат објави и визии. सब तख्तों से ऊंचा है. Помеѓу нивните свештеници имало и добри и побожни луѓе. Тие примале објави дека наскоро ќе се појави пратеник на подоцнежното доба и имам на тоа време. Поради тоа некои побожни зналци, после примањето на објави од семокниот Аллах Джелешануху, се иселиле во Арабија. Дури и нивните деца знаеле дека во блиска иднина ќе биде основано ново духовно движење. Anwar risalat hai
जिसकी चमन्ना राई। Денес го завршивме првиот дел од книгата Потребата од имам. Еселаму алейкум.